Да, токму така, Наташа, се очекуваше промена во само една изборна единица, тоа е третата изборна единица, меѓутоа до тоа не дојде при пресметувањето на резултатите од страна на Државната изборна комисија и веројатно обид нов ќе има преку двете форми на преговори кои што ги кажа председателот на ДИК, а официјалните резултати се следни. Социјалдемократскиот сојуз коалиција Можеме 46 мандати, ВМРО ДПМН и коалиција за промени 44 мандати, Демократската унија за интеграција 15 мандати, Алијансата за албанците има 12 мандати, Левица има 2 мандати и Демократската партија на албанците има 1 мандат. Во оваа прилика имаме и приказ како сето тоа изгледа според бројот, како изгледа распоредот во изборните единици. Изборна единица број 1, Социјалдемократски сојуз и коалиција Можеме 8 мандати, ВМРО ДПМН и коалиција за промени 7 мандати, по 2 мандати има Демократската унија за интеграција и Алијансата за албанците и 1 мандат има Левица. Изборна единица број 2, по 7 мандати за коалицијата предводена од ВМРО ДПМН и коалицијата предводена од СДСМ, 3 мандати за ДУИ и 3 мандати за Алијансата за албанците и Алтернативата. Третата изборна единица е онаа најспецифична каде што се очекува и можни промени за 1 мандат, но според првичните неофицијални резултати на Државната изборна комисија, резултатот е следен: 10 мандати за коалицијата предводена од ВМРО ДПМН, 9 мандати за коалицијата предводена од СДСМ и 1 мандат за Левица. Резултатот во изборната единица број 4, значајна по тоа што таму носител на листата беше лидерот на СДСМ Зоран Заев, е нерешен. 10 мандати за коалицијата на СДСМ Можеме, 10 мандати за коалицијата на предводена од ВМРО ДПМН, коалиција за промени. Распределба на мандатите во петтата изборна единица: 8 мандати за коалицијата предводена од ВМРО ДПМ, од СДСМ Можеме, исто толку мандати, 8 мандати и од коалицијата за коалицијата на ВМРО ДПМН, коалиција за промени, 3 мандати за Демократската унија за интеграција и 1 мандат за Алијансата на албанците. И во шестата изборна единица распоредот на мандатите е следен: 7 мандати има за Демократската унија за интеграција, 6 мандати има освоено Алијансата на албанците, 4 мандати има освоено коалицијата на СДСМ Можеме, 2 мандати има коалицијата предводена од ВМРО ДПМН и 1 мандат има освоено Демократската партија на албанците. Уште еднаш каков е со односот меѓу двете водечки партии во македонскиот политички блок. Значи имаме 46 мандати за коалицијата Можеме предводена од СДСМ и 44 мандати за коалицијата предводена од ВМРО ДПМН. Со односот пак меѓу главните ривали во албанскиот политички кампус е 15 мандати за Демократската унија за интеграција и 12 мандати за Алијансата на албанците. Што покажува оваа првично читање на резултатите? Станува збор за еден од најголемите резултати на партиите на македонските албанци, бидејќи оние што настапија одвоено, ако ја издвоиме БЕСА, имаат 28 пратенички места, заедно со 4 гарантирани пратенички места кои што ги има БЕСА во рамките на коалицијата Можеме. Тоа се 32 пратенички мандати за партиите на македонските албанци, што е рекорд на сите досегашни избори. Уште една специфика: иако се чинеше дека главната разлика, барем според реториката, наративот и стратегијата на изборната кампања на коалицијата Можеме предводена од СДСМ, иако се очекуваше дека главната разлика ќе биде во изборната единица број 6, тоа не се случи и практично главното водство партиите на македонските албанци го обезбедуваат преку изборната единица број
1, изборната единица број 2 и изборната единица број 6, каде што имаме практично дуплирање на мандатите на партиите на македонските албанци, споредено со оние мандати кои што ги има на последните избори, но и во серија изборни циклуси подоцна. Имаме, Наташа, конкретен графички приказ кој што ќе го прикажеме и заедно со бројот на гласови за подоцна во текот на дебатата, но она што е значајно во изборната единица, тоа дуплирање на бројот на мандати на партиите на македонските албанци е од 2 на 4 мандати. Во изборната единица број 2 тоа е од 3 на 6 мандати, а во изборната единица број 2 број 5 се извинувам, тоа дуплирање на мандатите е од 2 на 4 мандати. Но уште еднаш ќе повторам, сите овие податоци, како и серија други, ги имаме и во посебни графички прикази, кои заедно ќе коментираме во текот на оваа дебата. Наташа?